Кире Лазаров. 10% талент. 20% напорна работа. И 70% вода. Пелистерка. 100% живот. Дали сте подготвени за надпреварот кој што е веројатно најважен во оваа наша група? Дефинитивно во прва фаза овој надпревар е клучен за наш понатамошен пласман во следната фаза. Се надева на победа дефинитивно. Еве повторно се собра фалангата кај да играме. Веројатно и на крај на светот ќе нема во доволен број за да ја покренеме таа енергија на нашите играчи. Така да еве, не знам ни јас кое првенство ми е, ги пратам секаде, ја пратам Македонија. Се надевам на успех и еве сежам кога зборам така да одиме понатаму. Дефинитивно добивам. Каква е атмосферата тука меѓу македонските навивачи денес би требало да бидат помногубројни во арената? Дефинитивно се надеваме на прилив на нови навивачи од околните држави, Шведска, Германија. Слушате во позадина како навиваат, така да се погласни сме, се екипираме, така да мислам дека ќе бидеме доволно поддршка добра за нашите ракометари за нов успех, така да одиме понатаму. Спортот и ракометот дефинитивно не обединува, насекаде има фалангата, ако против Данска бевме помалку бројни, денес против Чешка, сигурно поддршката ќе се слуша многу позвучно. Како вие се подготувате за мечот кој што може да биде најважен за пласман во вториот круг? Па еве, гледате зад нас, значи како тече подготовките за оваа утакмица, значи ако против Данска нормално имаше 15.000 данци наспроти 200-300 македонци, сега ќе биде многу побројно, значи сега ќе видиме сигурно 200-300 македонци против 20-30 чеси. Мислам дека фалангата е таа која што обединува нашата држава и кај што не носи насекаде да бидеме обединети, сплотени, нормално со една цел да Македонија да победи, да биде нормално што е можно поблиску до првот. Благодарам, ја се надеваме на подолг останок тука во Кернинг. Амин, јас се надевам на исто. Дали сте подготвени да бидете осми играч на Македонија и вечерва? Секогаш кога што игра Македонија, секогаш сме ние успеат играч. Мораме да даваме поддршка денеска на момците, пошто денеска стварно оваа победа ни е многу битна. Верувате ли во нашата репрезентација и по поразот од Данска? Максимално веруваме и јас се надевам дека све ќе биде во ред, денеска ќе победиме Чешка и тоа е. На првиот меч имаше многу данци, веројатно денес македонската песна ќе се слуша насекаде во арената тука во Кернинг. Да, сега се слуша и денеска сигурно ќе победиме. Оптимисти ли сте вечерва? Сигурно оптимисти сме, победуваме со 3 разлика. Фалангата ја има насекаде, гледам дека сте и добро организирани и помногубројни за разлика од првиот меч. Требаше да дојдат уште, ама имаше проблеми со превоз, со тоа и маглата и многу души остана не допатува. Али доволен број сме ова утакмица да поддржиме и да ги поведеме Чешка. Ќе бидеме бучни, нели? Сигурно, еве туку сме. 6 напади. Не очекува најважниот меч против Чешка. Ќе бидете ли осми играч на нашата репрезентација? Се надеваме ќе бидеме многу подобри од вчера.
и посакувам на нашата репрезентација све најдобро, баш до победа и ние ќе одеме со наша репрезентација заедно со нив. Како се дружите тука фалангата, на секаде има низ Европа, стануваме и се помногубрени како турнирот одминува? Ја мислам дека ние сме најголема публика овде, освен данска публика. Значи не има многу, сакаме Македонија, сакаме да ја дадеме поддршка на наша репрезентација и дружбата не е најголема овде.